Нема да должи многу, ќе почнеме со предавањето, ќе ги направиме малку по-концизни, значи по-ударните работи да ги кажеме. На крај, не си овде, ќе ги поделиме книгата Допингот во спортот бесплатно, ќе ги поделиме за секој од клубовите, значи не 20 од истиот клуб. Секој ќе дојде и ќе каже кој клуб е, од 20 до 30 флаери да им ги дадете на децава. Има еден флаер е информација за допингот, другиот е како да што ќе зборуваме да поднесат барање за дозвола во евентуална ситуација во која им треба забранета супстанца за лекар. И достави прашалник, на едниот се попълнува дека име и презимот во федерација, на другиот има прашања 30, нема да се оценувате, нема да оди тоа во оценка, да видиме колку информација имате во однос на областа допингот во спорт. И ќе завршиме, мислам дека од тука ќе се одите малку по-богати и со по-пријатно искуство, иако на крај на денот, иако имавте веќе 2 сати извадени. Значи, имаме 4 предавања. Првото предавање е малку по-обширно, а ќе го скратиме. Тоа е почнува од конкретно од допингот во спортот, со историјатот, со негативните последици од користење на допинг супстанции, како се бара дозвола за употреба при евентуална потреба и така натаму. Прво, кои се основните принципи на чистиот спорт? Тоа е суштинската вредност зашто почнаа спортските организации да се борат против допингот во спортот. И втората суштинска вредност секако е, значи, првата е да го защитиме тој спортски интегритет, односно така наречен спортскиот дух и фер игра. Втората е да го защитиме физичкото здравје и менталниот интегритет на спортистите. И третата е да обезбедиме еднакви услови за сите кои се натпреварват, така што резултатите ќе бидат фер рефлексија на нивните природни способности, а не на хендик. Овој човек, поред на модерните олимписки игри, уште 21 година, тој ќе забели дека спортот како институција е изложен на многу непријатни притисоци, било од страна на криминал, било од страна на политиката, за да претрпе милионски дегенерации и девалвации, кои ги имаме и денес, местење на утакмици, злоупотреба на поединци, злоупотреба на спортот во личните успеси на друго поле на животот и секако допингот. Значи, тој во свој говор рекол, упадот на политиката и другите работи кои донесуваат кон сето тоа, па и допингот. И сега, секој ден слушате, веројатно сте дел од некои дискусии после некој резултат, абе ова е или е наместено, или овие се нафукани. Значи, наместо да се восхитуваме на резултатите, овие доживувањето се веќе со цинизам и сомнеш и секако улога на допингот во тоа воопшто не изостанува за местени резултати. Овие се сите тука наброени играчи кои може да влијаат да се појави допингот. Најбитните се од црвено, а гледате од црвено се вие, тренери и медицинскиот персонал, покај спортисти и избраници. И затоа сакам да бидете тука присутни ова вечер. Секако допингот не е вчера, не е озачен. Од постојање на спортот постои и желбата за нефер победа. И во античка Грција, и во Рим, дури гладиаторите се користеле с такви субстанции измислени во тоа време разни коктели да добијат допресност. Секако, Втората светска војна е периодот на процвет на овие забранети субстанции, кога сега веќе не на спортско поле, туку на војно поле,
двете суперсили, тогаш во тоа време Германија и целиот друг свет, сакаја да победат земајќи разни технолошки напредоци во медицината, да им дадат на војниците да ја зголемат издржливоста, будноста, храброста, не да се анулира уморот. Сето тоа, после војната завршува на спортските терени. На таа војна, која треба да е чиста, која е одрасна човекот чист дух. Теги тоа, секаде има и вак и онак. Сето тоа што било измислено за двете светски војни веќе се прелива во спорт. Една реченица од Олга Флекатова, вика, од која и користам овие лекови, патеката изгледа многу кратка и многу лесна. Таа е иначе патетичарка која трчи 800 метра и се ставя на тоа време на болици и вика се промени изгледот на патеката. На вистина се промени изгледот. И тоа како е да е, значи овие се некои значајни дати да не ги набројува, кога е воведена листата, кога се воведени првите анализи и санкции, кога ЕКО, кога анаболија, стероиди и така натаму, се доаѓаме до клучниот момент кога 2009 година е формирана Светската антидопинг агенција ФАТ, која го усвоива нејзиниот код, кој денес е светски код, според кој ние се поведуваме, ние и вие сите заедно. Тој стапнува сила, а да биде конектираност меѓу спортските невладени, ние сме граѓански издружени спортот, и државата, усвоена и ЮНЕСКО декларацијата, која ги обврзува сите држави да ја поддржат комплетната активност на антидопинг асоциација светска. Македонија каде е во таа историја? Ние првата антидопинг тело го формираме во Фудбалска федерација на Македонија и првата допинг контрола беше направена 6.3.2005 година и за жал првиот допинг позитивен резултат на првата допинг контрола. 2007 година е формирана и Национална антидопинг комисија при Агенцията за млади и спорт. Димезите се грозни, огромни, тука има примери како се продават, по кои цени, може некој од вас изслушнале и разбрале, како на времето од Бугарија носија со вреќи ефедрин, една вреќа 5000 марки, а самата вреќа да ја купи до апотека кошта 200 марки. И тоа е црниот пазар. Тоа е она што викаме порив за победа по секоја цена. Или анкетата на неколку олимпици од америчкиот тим. Видите какви одговори дали ќе користите забранени субстанции ако ги гарантират прво место, без да е фатот. 98% одговорили да, ова е 97 година, но критичката маса кај спортистите била толку ниска да воопшто не би размислеа, ако се гарантира, ако не фатат, ние ќе зимаме. Уште повошо е, вика, 50% одговорили дека ќе зимат ако 5 години се прваци, не ги фатат, а после 5 години ќе умрат од таа субстанција, ама 50% пак би зимат. И имењата на разни олимписки игри, бромантански, асколимписки игри, мопекинги и така натаму. Ова е кратката листа на браните спортисти кои се фатени со забраните субстанции, а и на листата нема да ни стигне не знам колку роби да пишува опчеводици. Македонија пак направени се 400 допинг контроли во нашите граница, имаме 4 позитивни спортисти и уште 4 од нашите екипи во меѓународни периоди. Веројатно кои не ги знаете. И сега зошто е проблем? Тука и таму има футуристи, јас би рекол генерици, кои викат, дајте им да взимат допинг и гледаме нешто поновно. И не може, зошто? Затоа што тоа представува фактички тројна заштита. Здравието на спортистите, спортскиот интегритет, што рекол на почетокот, и јавното здравје. За сите по нешто кратко. Здравието на спортистите, значи искуствата, како е нарушено здравието на спортистите, ако ги вземеме од нашата медицинска литература, вие нема да верувате. Меѓутоа, многу од тие допинг позитивни спортисти решиле да соработват и ги кажеле своите искуства. Некои од нив се овие. Например, Кели Вајн, која била жртва на балконогамторията, на која Виктор Конте и администрирал дизајнирани анаболни стероиди и креми за неколку недели. Таа вика, јас развих огромна мускулна маса, сила и така натаму. Меѓутоа, ми се промени гласот, станах машкобањаста, немам менструални циклуси и така натаму и така натаму. Тоа се краткорочните нејзини изјави. Понатаму, велосипедистот пак,
на трка на 2006 година се повредила, лесна повреда. Добила хематом, заради кој мора да се оперира и извадено 1200 мл крв. Значи 4/4 и повеќе од купната крв му е извадена. Ако не взима во тоа време, а во тоа време взима ЕКО, кога се ЕКО се взима и додатна терапија да не дојде до тромбози, да не ги взимал тие работи, ќе поминала со обична мудрица, нема ни да ја примите. Меѓуто, земајќи ги тие, ќе изгубил за малку живот. Значи, тоа се два коректни примери. Долготрајни примери и последици дава најубава слика студијата на еден германски доктор Шпицер, кој прави анализа на 60 спортисти од олимпискиот тим на Источна Германија, они кои се повозрастни, знаат каква беше војната меѓу и западниот блок на спортско поле после 50 година. И тој прави сега една анализа на 60 спортисти, од кои од тие 60 само 20 ја завршили затоа што 20 починале, 7 души не може да издржат да се навраќаат во спомените на тоа време и на тортура на која кажува. И што тој кажува? Четвртинка од нив добиле малигни заболувања, канцер, 10% епилепсија, 15% размер мозгови нарушувања, 36% изненадни воспалителни проблеми без познати етиологии. Стапката за самоубиствени мисли е многу зголемена. 15 од нив се обиделе самоповреда, а 30-20 се ментално заболени и се напредмани. Понатаму, секој четврто дете, значи сега пак на нивните потомства, секој четврто дете е со алергични заболувања, секој 10 дете со вродени дефекти на екстремитет, без рака, без нога, 20 деца со астма, ризикот од преживено раѓање на мртви деца до 30 пати поголем од глобалната популација. Овие се значи по потомство. Сите биле члени на олимпискиот тим на Источна Германија и биле редовно во јуниот 10-17 годишна возраст, под изговор дека им дава витамини или лекарства за лечење на повреди. Тие сите работи, огромна бројка е на тие спортисти кои денес ги ја тужат државата Источна Германија и нивните искуства се во една книга Златен фалус, каде опишваат милион тортури кои денес немаат време да ги евалуираат. Вториот проблем е спортскиот интегритет. Спортот вие од мене многу повеќе. Што представува? Славење на човековиот дух, на неговите можности за извонредни перформанси, за честност, вера, респект. Самиот спорт се базира на респект на правилата. Може ли некој да игра фудбал без топка или без голови? Нема, тоа се правила за фудбалска игра. Едно од тие правила и да се игра без допинг. Замислите, ако не ги почитуваат тие правила, немаме спорт. Во допингот имаме уште малку по-клизав терен. Ако да кажеме, екипа А взима допинг, екипа Б да се изедначи со неја, значи да нема тука нефер, позима истиот допинг. Што сме добили? Се враќаме на нула. И што сме добили? Сите тие 20 се изложени на страшната опасност по нивниот живот и здравје. Значи не држи вода. И затоа респектот на правилата, респектот по себе и противниците, изразен преку спортскиот интегритет, е вториот момент за кој ние сериозно се зафаќаме со ова борба против допинг. И на крајот ова ќе кажа пак што сега јавното здравје. Јавното здравје е исто така под влијание на ова опасност, бидејќи со помош на интернетот, огромна бројка на млади тинејџери до 12 годишна возраст во Англија и Америка, одејќи во фитнес клубовите, веќе взимаат огромни количини на стероиди. Дори бројката на користени шприци за стероиди и за хероин води бројката на стероиди, што е нешто страшно загрозувачко. Има многу примери кои во краткиот ќе ви кажам една акција на FBI Америка со 10 други земји открила огромна количина на позивни лаборатории кои прават така наречени допинг субстанции на толку примитивен начин што биле заразени со бактерии, со субстанции кои се уште пострашни тие миксови и се затворени, ги гледате тука на телото, колку лаборатории, колку камиони, колку милиони, колку кози, или си стероиди и така натаму. Сето тоа, замислите кога ќе се прошири, кога ќе оди надолу према
училищниот спорт, значи действува младите лиги, вашите лиги, училищниот спорт и фитнес клубови. А тоа е јавното здравје. Не се работи веќе за една екипа или за една спортист. И сега кој е одговор? Денес веќе за него пак разговараме. Порано беа индивидуални напори, биле индивидуални напори. Атлетската федерација, меѓународна, фудбалска федерација меѓународна, тие прават за себе, тие за себе, некој ефект од нула. Со формирање на влада, владите и спортните асоциации даваат во еден уникатен ресурси кои заеднички врзани, со заедничка хармонизирана акција, веќе ја даваат евидентни резултати. И секој ден тие, тој начин на борба само повеќе се усовршува, бидејќи и тие што влажат се многу усовршени со нивните манипулации. Затоа, во шематски приказ, одговорот изгледа вака: партнерството на спортот, владите, ВАДА и УНЕСКО. Спортот прави тестирање, санкции, едукации, општо ДМС и така натаму. Власта ги поддржува сите тие работи со финансиска подкрепа и врши изградба на регулатива на како се регулира пазарот на тези забранети супстанции и суплементи и сето тоа заедно под мониторинг на Светската антидопинг организација ВАДА. Инаку рамката е таа, пак шематски. ВАДА ги формулира, промовира и проверира стратегиите, кодот, стандарти за најдобри практики. Од друга страна, спортските асоциации и ВАДи ги имплементират исте тие произведени од ВАДА правила и пак ВАДА врши мониторинг дали сето тоа е реализирано, спроведено и направено како треба. И се вратам на нашиот постојен допинг случај. Да биде малку постиковно. Значи, од кога го санкциониравме 2 години, се јави едно душе грижници, бе вика, он гледа фамилија, знаеш што, ајде да намалиме на 6 месеци. И сега што е сликувите станови? Да предпоставиме дека јас сум малку ретардиран и ќе намалам на 6 месеци. Не оди тоа така, затоа што она првата ги добива резултатите пред да ги добие ФФМ. Значи, тие лаборатории кои прават анализа се под нејзина ингеренција. Лабораторијата наоѓа позитивен резултат и пишува шифра 3321746 од ФФМ Македонија, допинг позитивна на таа субстанција. Ги праќа таму и ни праќа и на нас. Не анализа. Значи, во тој случај, тие ќе видат, 6 месеци. Колку е за ова? 2 до 4 години. Пише 4 години, пише и на ФФМ. Санкционира е со 1000 евра, 4 години играч од нас. Тоа е хармонизирано, тоа е тоа што ВАДА врши мониторинг на сите работи, па и на казнување. Стратегиите се една од оваа стратегија, најважната е едукацијата, рекол најефтината и најдобрата, бидејќи нема да направи непријатни ситуации, што беше случај што го евангелира. Потоа се тестирањата со истраги и санкциите за да ги заплашуваме оние кои се размислуваат дали да влезат во таква работа или не. И на крајот сега новиот код дава уште поголеми новости, испитувања и телефонски јавувања, потврдувања без да го тестираме санкционирано. Што подразбирам под допинг? Имате ли вие некој од вас да ми каже што е допинг? Така, ваш став, што е допинг? Југо, што е допинг? Стимулативно средство. Стимулативно средство. Стимулира спорт. Друго? Стимулативно средство. Добро, нема да се презива. Значи, во глобала и спортистите на ист начин го гледат проблемот. Стимулативно средство и најчесто не викат оние што се било, не? Земи од она што ќе да направи партијски градените расточи. Меѓутоа, дефиницијата е малку поголема. Значи, под допинг се подразбира погледа на било кое од овие антидопинг правила. Антидопинг правила. Па ги броиме. Првото, присуство на забранета субстанција, незин метаболит или маркер, во примерот што правиме допинг анализа. Значи, било вина, било допинг позитивно си допинг правила. Второ, опит да се манипулира со самото допинг контрола. Му ставили у веце една чашка чиста урина од некој што не игра
Слушай, кој ќе му представи таа сменија, немате видат, стави катетер, стави внатре мокрача, стави малку потеаза, смени ги шишињата. Во такви случаи не е потреба да троши пари за лабораторија, е многу скапо. Одма е допинг позитивен, 2 години елиминација. Понатаму, одбивање да е пример, таков ни беше втори допинг позитивен, играчот на победа, и ми презиме ни кажуваме. После жребањето го заменија Гитла. Си отиде. Си беше санкциониран. Тоа е одбивање да се подврнеш на допинг контрола, ако си веќе селектиран и јаве дека си селектиран. Понатаму одиме. Информација за дописност. Ова ќе биде понатаму, значи е многу битно за вас, ако почне во Македонија ќе почне, кога ќе добиете писмо дека вашата екипа е дел од таа група за тестирање надвор на тренинг, значи на тренинг, вие ќе мора секоја недела, дури не ви кажат да прекинете, да давате информација кој ден, во колку сати треба да тренирате. Било која грешка од овие наброени е прекршат, 3 прекршат за 12 месеци, санкционирани цела екипа и така нататък. Понатаму поседување на забранети супстанции. Значи, само тоа поседување, без да имате за тоа валидна документација, е исто го прекршат. Дали од вас или од играчот не е важно. Администрирање или обид да се администрира забранети супстанции, користење на забранети супстанции и најтешкиот на главите за забранети супстанции, кога е доживотно во секој случај. Дали е тренер играч не е важно. Тоа се тие така. Оваа година спомнав. Тоа е веќе нов, и биде додадено 2015 година. Ова се сите наброени јако таксативно, време. Тоа е забранете. Кои се тие супстанции и методи? Листата од БАДА секоја година се ревизира и она е меѓународен стандард по кој сите мора да се ревизира и нема листа едно во Германија, едно во Македонија, трето во Бугарија. Секаде е таа листа е валичка. Во неја се сите субстанции и методи кои се забранети било за надправа, било надвор. И за една субстанција или метод биде вклучен на листа, мора да ги исполнува барем два од следните критериуми. Да ги подобрува спортските перформанси, како сте видели доста, да е опасна по здравјето за спортистот и да го повредува спортска дух. Во БАДА сите тие имат и трите особености. Годишно се ажурира, еднаш, значи се ажурира на таму кој е октомври на први, а важи од 1 јануари, иако по потреба откриено во мај месец оваа година, знаете за аргонот и озонот, дека има допинг ефект, ја ажурира од август, имаме втуден листа со додадени аргон и така натаму. Значи, нова листа. А ако нема, принципијално е на 1 октомври ажурирањето на 1 јануари следната година важат новите работи. Се публицира на веб страна БАДА, на ФОФАМА и на нашата национална агенција. Може да ја отворите, да ја симите, да ја испринтате и во соработка со лекарите да видите дали субстанцията што намерава некој да ја пие, таму и не е. Инаку структурата нема сега да векам толку, има субстанции кои се забранети само на надпревар, има субстанции кои се надпреварат цело време. Многу да не бе загрижува таа работа, бидејќи скоро сите се забранети цело време, освен стимулантите, кои се забранети исклучиво за време на надпревари, бидејќи нивната дејство и ефект е 24 часа. На тренинг никој не го свет, бидејќи на тренинг никој не сака да победи некого. И никој не ви взима стимулант за тренинг. И затоа да не се прават трошкови за тренинг, стимулантите не се ни забранети. Овие се методите трансфузија на било која крв, аутологна, хелкоиталогна, хомологна, вестечки почувачен на кислородниот транспорт или било која форма друга манипулација со тие крвни елементи, што спомна пред малко на да се контролата, и ова жолтото. Жолтото кој многу често уште слушам, ако овие взимали инфузии. Значи, инфузиите се допинг забранени. Инфузията е дозволена до 50 мл на 6 часа, всеко 6 часа, исклучено од болнични услови, значи станува збор за болни играчи кои не може да се хранат, имат повраќање и пројот, тие нема ни да играат. Затоа и не се дозволени.
се што е за други цели е забранено. На светско првенство е многу експлоатантен пример. Играчот на Кореја доаѓаат селектираните, едниот доаѓа, другиот го нема и допреку дома го вика на доктор, кај тие другиот играат? Дехидрирани му стават инфузија, малку да се освежи, утре пак играат. Не мора да игра. 2 години. Пријатно. 2 години го суспендира, одбор. Жив пример, нема лажено. И тоа после утакмица е пример, не пред утакмица. Значи, да разчистим главата. Понатаму, што се листа? Гејскиот допинг, нема да гледам кај нас кафе, нема да бидем објавни за време формата. Затоа што е многу опасен, затоа што има многу смртни случаи. Значи, реков, стимулантите се наркотици и канабоиди само во надпревари, надворно надпревари. Не се забранети, а овие кортикостероиди и они се само во надпревари. Во надворно. Кога ги ставам јас инекција,